Значи, пример, ке излезе некоја вест во јавност, Ирала земале милиони, влагаме во канцеларија. Кој го зема милионот, нека каже кај ќе идеме на одмор. Се случувало да не нудат 5000 евра за да објавиме само еден текст. И ние ќе ги одбиеме, ама пример ќе им побараме го видиме текстот. И после ќе видиме наеднаш други колеги како го објавуваат истиот текст. Тоа беше онака баш како на филм работеше на едно истражување и доцна навечер и звони непознат број додека она во канцеларија и пуштаат бомба на телефон. И јас и Сашко имавме месец дена обезбедување кое што не следеше буквално на секаде. После Кочани на пример, нели имаше протести кои што се организираа во Скопје, што беше граѓанска иницијатива и тука се појавија наеднаш инфлуенсери кои што знаеа све за општествено-политичките работи во државава и обвинуваа дека ова граѓанско здружение, таа партија организирано тоа, нека излезат родителите, нив ќе ги поддржиме. И па еве ги родителите секоја сабота протестираат у Кочани, ајде да ве видам што не одите да ги поддржите ако ви било за тоа.